Златокосата и трите мечки. Некогаш одамна, блиску до некоја шума, живеело девојче по име Златокоса. Името го добила заради нејзината златно-руса коса. Во шумата пак живеело семејство мечки. Еден ден, додека Златокосата шетала низ шумата, здогледала куќа. Тропнала на вратата и, откако никој не ја одговорил, храбро влегла во куќата. На масата здогледала 3 чинии полни со каша. Златокосата била гладна. Најпрвин ја пробала кашата од најголемата чинија. "Ова каша е пресолена!" извикала. Потоа ја пробала кашата од помалата чинија. "Оваа каша е пресладка," рекла. Најпосле ја пробала кашата од најмалата чинија. "Оваа каша е токму по мој вкус," задоволно заклучила и ја изела сета кашичка. Од кујната Златокосата се упатила кон дневната соба. Таму видела 3 стола. Посакала да одмори и седнала на најголемиот стол. "Овој стол е преголем за мене," рекла. Потоа седнала на столот со средна големина. "И овој стол е голем," незадоволно промрморела. Најпосле седнала на најмалиот стол. "Овој стол е токму за мене," извикала со насмевка на лицето. Но Златокосата била претешка за малото столче. Само што седнала, столчето се скршило. Избегала од дневната соба. Се качила на горниот кат. Таму пак влегла во спалната соба. Сакајки да поспие, легнала на најголемиот кревет. "Овој кревет е многу тврд," помислила. Потоа легнала на помалиот кревет. "Овој кревет е премногу мек," извикала тонејки во душекот. Најпосле легнала на најмалиот кревет. "Ова креветче е идеално за мене," марморела додека тонела во длабок сон. Додека Златокосата сладко си спијала, 3 мечки се вратиле во нивниот дом. "Некој ја пробувал мојата каша," ржел таткото мечок. "Некој јадел и од мојата каша?" вознемирено рекла мајката мечка. "А некој ја изел сета моја каша," се расплакало малото мече. "Некој седел на мојот стол," луто извикал таткото мечок. "Некој седел и на мојот стол," загрижено рекла мајката мечка. "А некој седел на мојот стол и го скршил," во плач заклучило малото мече. Кога се качиле во спалната соба, таткото мечок веднаш забележал дека некој лежал на неговиот кревет. Истото го забележала и мајката мечка. Се додека малото мече не видело дека во неговото креветче спие мало девојче со златна коса.
Во истиот момент златокосата се разбудила. Помош! Почнала да вика преплашена од трите мечки кои што стоеле покрај кревето. Со трчање се втурнала по скалите надолу и бегала низ шумата кон својот дом. Кога стигнала дома, си ветила дека никогаш повеќе нема да шета сама низ шумата и, што е уште поважно, дека никогаш повеќе нема да влегува непоканета во туѓ дом. Тоа е се, драги мои.